Премиерот Христијан Мицкоски денеска ја коментираше ситуацијата со депонијата Дрисла, од каде веќе неколку дена извира густ чад, предизвикувајќи сериозно загадување на воздухот во Скопје. Тој најави дека владата и институциите преземаат сериозни мерки, а во депонијата од денеска влегува и полицијата. Мицкоски информираше и за случајот со Вардариште, каде, според него, се приведени осомничени лица кои легално произведувале метали на дивата депонија. Таму веќе има приватно обезбедување, ангажирана е механизација и просторот е целосно обезбеден, изјави премиерот. Во однос на Дрисла, тој посочи дека пожарот бил саниран, но повторно се распламнал во текот на ноќта. Очекувам проблемот да биде саниран наскоро. Чудно е што вакви настани се случуваат во јавни предпријатија под влијание на ДУИ, особено пред локални избори. Ке го истражиме и тоа, и ке се открие дали има намерни диверзии, нагласи Мицкоски, додавајќи дека сите виновници ќе бидат изведени пред лицето на правдата. Новиот систем за влез-излез на Европската Унија започнува со постепена примена од 12 октомври, како дел од напорите за зајакнување на безбедноста на влезните точки во Шенген зоната. Сите граѓани од трети земји, меѓу кои и македонските државјани, при влез во ЕУ ќе треба да остават биометриски податоци, отисок од прст и фотографија. Како што појаснува евроамбасадорот Михалис Рокас, новиот систем не само што ќе ја зголеми безбедноста, туку ќе го олесни и забрза процесот на влез, откако еднаш ќе се изврши регистрација. Потоа, патниците ќе може да го користат автоматскиот влез на аеродромите без повторно скенирање. Исклучок се децата до 12 години, кои нема да мора да даваат биометриски податоци. Системот ќе се имплементира во 4 фази, а секоја земја членка од Шенген зоната ќе го спроведува според своја динамика. Ќе се бележи секој влез, излез и евентуално одбивање на влез во ЕУ. Главните цели се спречување злоупотреби со идентитет, пречекорување на дозволениот престој и зголемување на ефикасноста на граничните премини. Заедничките стратешки воени вежби на Русија и Белорусија Запад 2025 започнаа денеска, објави Руското министерство за одбрана. Вежбите, кои ќе траат од 12 до 16 септември, представуваат последна фаза од годишната заедничка обука на двете армии и се одржуваат во близина на границата со Полска. Според информации на социјалните мрежи, во маневрите учествуваат околу 150.000 војници, што предизвика сериозна загриженост кај НАТО. Алијансата одговори со мобилизација на 40.000 војници и започна паралелни воени вежби во 10 северноевропски земји членки. Полска ја активира вежбата Air and Defender 25 со 30.000 војници, додека Литванија ја одржува Thunderstrike. Поради зголемената закана, Полска синоќа ги затвори своите граници со Белорусија. Овие маневри се насочени директно против Полска и ЕУ. Границите ќе останат затворени додека не добиеме гаранции за безбедност, изјави полскиот министер за внатрешни работи Марцин Кервински. Затворени се 2 патни и 3 железнички премини. Иако маневрите се најавени до 16 септември, западните разузнавачки служби предупредуваат дека Русија би можела да ги продолжи. НАТО останува во состојба на висока готовност. По летната пауза, синдикатите во Италија повторно излегуваат на улиците, барајќи подобри услови за работа, повисоки плати и поголема стабилност во транспортниот сектор. Со укинувањето на законскиот мораториум што го штитеше туристичкиот сообраќај, штрајковите се враќаат со полна сила. Најголем удар се очекува во Милано, каде што аеродромите Лината и Малпенса ќе бидат блокирани од вработените во ракувањето со багаж и земскиот персонал, предизвикувајќи бројни откажувања и доцнења на летовите. Ден потоа, железничари во Калабрија и други региони ќе ја прекинат работата, нарушувајќи го железничкиот сообраќај. На 26 септември се најавува целосен прекин на авијациската индустрија, со 24-часовен штрајк во кој ќе учествуваат и екипажите, и техничкиот персонал, и багажерите. Италија се подготвува за сериозен транспортен хаос, а патниците се советуваат однапред да ги проверат своите патувања и да имаат трпение. Септември ќе остане запаметен како месец на синдикален отпор во клучниот сектор за економијата, транспортот. Жена во продавница за половни работи во Калифорнија случајно наишла на чанта Гучи по цена од само 1,50 фунти, мислејќи дека е копија. Откако ја купила, дома открила дека чантата е автентична и дека потекнува од 1973 година. Во внатрешноста на чантата пронашла рачно напишана порака од претходната сопственичка Шелија, која нудела бесплатна фризура за жртвите на пожарот во Обурн. Гестот бил објаснет како обид да се помогне на оние што изгубиле се. Приказната предизвика силни реакции на Reddit, каде што многумина беа трогнати од хуманоста на пораката.
Некои дури размислуваат и самите да остават слични пораки во донираните предмети.